На 8 септември 1991 година, мнозинството граѓани во тогашна Социјалистичка република Македонија решија дека сакаат самостојна држава. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Напуштањето на Југословенската федерација значеше напуштање на политичкиот и економскиот модел. Предизвикот им беше јасен на сите, уште при прогласувањето на Уставот во ноември истата година. Предстои внесување на голем број значајни системски закони со кои ќе треба да се уредат односите во политичкиот и економскиот живот. Сопствена парична единица што ќе го носи името денар. Следната година новата држава доби сопствени пари, што беше најава за најголемата економска реформа – трансформација на дотогашните државни фирми во приватни. Тогашната власт избра модел на приватизација според кој капиталот на државните фирми имаа право да го купат само вработените во тие фирми, но предност им беше дадена на директорите и раководните органи. Целта на приватизацијата не беше да биде праветна, туку она што ќе прилезе е поефикасна економија. Она што останува спорно кај луѓето е дали можеби моделот на приватизација што се примени кај нас беше неправеден. Немој да мисли дека во други држави кога се примени нешто поразличен модел, граѓаните се позадоволни. Нема држава во која граѓаните се задоволни од приватизацијата. Процесот што го спроведуваше Агенцијата за приватизација брзо го доби епитетот криминален. Многу работници останаа на улица, додека до вчерашни директори преку ноќ станаа газди на гиганти. Единствената одговорност досега е морална, а и таа дојде 3 децении подоцна од тогашниот премиер. И за успесите кои беа постигнати, но уште повеќе и за грешките кои беа направени во периодот додека бев премиер, носам целосна одговорност. Професорот Ванчо Узунов смета дека најголемото потфрлање сепак е кај правосудните органи. Се се пренесе во една агенција за приватизација, ама не може една институција. Една институција ништо не значи. Требаше обвинителство не се појави у текот на приватизацијата, кој институција. Судовите од 98 натака 2000 година после се појавија како дел од институции кои што се бават и со проблеми од приватизација. Претходно каде бе? Апсолутно никој ништо. Све беше останало, агенцијата си знае. Тоа беше микси во главите на луѓето дали ова уште социјализам или некој друг систем ова. Во целоста смисла. А процесот мораше веднаш да се изведува. Тие што беа доволно безобразни да искористат нешто, искористија. Илјадници луѓе беа жртви на моделот на приватизација, па лесно се фатија на јадицата за штедење со големи камати. Така во 1997 пукна втората најголема корупцијска афера – ТАТ. Над 13.000 граѓани останаа без околу 60 милиони евра депозити во битолската штедилница под водство на Сонја Николовска, жената призната како најдобра стопанственичка само една година претходна. Без обзир тоа што гувернерот донесе предлог за стечај, јас ве убедувам и ве уверувам дека се уште има шанси за ТАТ. Се уште е жива приказната дека министер Ботренер ги изнесувал црни вреќи од штедилницата. Неговото име никогаш не се дозна. Тие што треба да го кажат и што се повикани да зборуваат на таа тема, до сега требаше не само да го кажат, него и да го процесуираат. Тоа беше во функција на падот на владата на Црвенковски, меѓутоа, знаете што, од шумата, од дрвата не ја видовме шумата како општество. Значи, едно е да падне влада, друго е дали ќе се открие криминалот. Јас денеска тврдам дека криминалот околу аферата ТАТ никад не е процесуиран. Иако аферата како криминал е откриена. Обвинетата Сонја Николовска на единствена казна затвор во трајање од 8 години. Собственичката на ТАТ беше осудена, но немаше одговорност кај финансиските институции или политичките функционери. Ударот од финансискиот грабеж од битолскиот регион се прелеа низ цела држава. Ми се чини дека во случајот на ТАТ не се работи само за штедилница афера, туку се работи за еден октопод кој што ако го расцениме до крај,
Не знаеме до каде по отделните пипци на тој октопод ќе стигнат било по хоризонтала, било по вертикала во висина на институциите. Борбата на штедачите од ТАТ трае до денес, а никогаш не се стигна до пипците на октоподот, за кој тогашниот премиер зборуваше во собранието. За жал тоа беше говор кој беше предизборен говор, да се спаси нешто што може да се спаси за изборите што следуваа во 98 година, као што знаеме сите, тоа не му успеа, како што не му успеа ни борбата против организираниот криминал и корупцијата во годините потоа. 98 година владата на Црвенковски беше заменета со владата на Љупчо Ѓоргиевски. ВМРО-ДПМН по прв пат дојде во независна Македонија во ефективна власт. Не видовме дека се сменија работите, напротив, тие криминалите, организираниот криминал и корупцијата се продлабочи со владењето на Љупчо Ѓоргиевски и со владите потоа во годините што предстојат. Мандатот на Љупчо Ѓоргиевски го одбележа и конфликтот во 2001. Годината кога ја загуби власта, 2002, се формираше првото тело за превенција од корупција, Државна комисија за спречување на корупцијата. Прва председателка беше Слагјана Тасева. За прв пат политичарите пополнуваа анкетни листови за имотот, се донесе првата државна антикорупцијска програма и се сменија 14 члена од Уставот, но останаа старите проблеми. Националната платежна картичка, например, или случајот Фершпет, или случајот Телеком, или Окта. Значи, ние сите тие случаи ги одработивме и ги доставивме до јавното обвинителство. Случајот, сите тие и ден денеска немаат разрешница во нашите институции и тука е главниот проблем. Тој состав на ДКСК отвори една од, ако не најголемите, тогаш најзвучните корупцијски афери во историјата на земјата. Позната е како Бачило. Овчарот и снифариш Џемаили од Тетовско камењане успеал да извлече околу 700.000 евра од државата за наводно гранатирање на неговото бачило за време на конфликтната 2001. Џемаили го подкрепил тврдењето со вештачења дека стотици овци се убиени, а преживеаната стока е травматизирана. Од штетата на овчарот стана афера врз основа на една реченица што антикорупцијската комисија ја прочитала во ревизорски извештај за Министерството за одбрана. Ѓаволот е во деталите. Еден таков детал ситен, кој што вели не знаеме зошто платиле без да се жалат, доведе до тоа да видовме во судскиот предмет во кој што направивме увид дека во тоа време на тоа место немало прелети на било какви објекти, односно летала од армијата, и не можеле тие да предизвикаат штета на тоа стадо. Што значи, некој судија тоа го видел, ама не го земал во предвид. Овчарот Џемаили одлежа 3,5 години затвор. Тврди дека целиот имот му е запленет и дека во екот на аферата трпел притисоци од тогашниот министер за правда Михајло Маневски. Ја го прифатим ова заштитен сведок, јас сум лажен сведок. Знам што е. А знаевте против процеси против кого ќе учествувавте? Ми испомнувале. Да, видив. Кој е прв? Прв бил Владо Бошковски, да не вередим другите, ја не ги. Тие судбор. 18 судии беше. Да ги сечеме, ќе ги сечеме. Кој ќе ги сече? Така ви рекоа дека ќе ги сечат? Овај власт, што беше претhodниот, ВМРО. Ќе ги пресечеме тројца јавни обвинители, Владо Бошковски. Во деценијата што следуваше по доаѓањето на власта на ВМРО ДПМН на Никола Груевски, беа отворени повеќе корупцијски предмети, главно против политички противници и службеници од пониските ешалони. Медиумските спектакли најчесто паѓаја или уште се влечкаат по судовите, а во позадина владеачката партија стана најбогатата во Европа. Одговорот на прашањето како ВМРО ДПМН по Никола Груевски стана најбогатата партија е едноставен, преку злоупотреба на државните и на јавните ресурси, на јавните пари и тендери, преку креирање на големи, така наречени инфраструктурни или културни проекти, како Скопје 2014, изградбата на разноразни патишта со
кинески и други дубиозни кредитирања, ВМРО ДПМН успеа да создаде со помош на својата мрежа на лојални бизнис партнери да ги извади тие пари користејќи се со разноразни мрежи од офшор компании, земји кои возможуваат даночни олеснувања и така да ги ограби граѓаните од она што им следува. Важноста на тие релации стана очигледна кога во 2013 година ВМРО ДПМН ја изгуби најатрактивната општина во земјата, Центар. Се прегласуваше 3 пат, но на крај победи Андреј Жерновски, кој спроведе независна ревизија на мегаломанскиот проект Скопје 2014. Се проверуваше како Општинскиот совет се нашол во улога да одлучува за поставување на монументални споменици од државно значење, кога има мандат само за локални споменобележја, тоест бисти и плакети. Од анализата произлегуваше дека од 14 милиони потрошени средства за целиот тој проект, за спомениците говорам, околу 8 милиони евра се на некој начин проблематични, да не кажам злоупотребени. И Скопје 2014 не доби судска разрешница. Падна во сенка на веројатно најголемата афера од независноста – масовното незаконско прислушување од ДБК или познатите бомби. Граѓаните и опозицијата излегоа на улица, откако веќе немаше криење за тоа како се договарале тендери, кредити, провизии, уцени, инспекции, дивоградби. Секоја наредна влада која што ќе работи овде, да гледа овде и да се подсетува за никогаш повеќе да не се повтори. Мачните политички преговори со посредници од САД и ЕУ доведоа до формирање на специјалното јавно обвинителство во 2015 година. Пред летото 2017 година ВМРО ДПМН падна од власт, а во судот пристигнаа првите обвиненија. 6 години по формирањето на СЈО и речиси 4,5 години по поднесувањето на обвиненијата, само еден висок функционер од првиот ешалон на ВМРО ДПМН има правосилна пресуда и издржува казна затвор. Гордана Јанкуловска одлежува казна во Идризово за еден од најмалите предмети – набавката на блиндиран Мерцедес преку однапред договорен тендер. Иронично, во истиот затворски објект е и шефицата на СЈО. Беше осудена затоа што ја искористила моќната позиција за уцени кон лица против кои водела истраги. Незината казна е поголема од онаа на Јанкуловска. Аферата силно ја потресе и за малку не ја бутна владата на Зоран Заев. Неговиот одговор кога победи на изборите во 2020 година беше воспоставување нова функција во владиниот кабинет. Новата влада е цврсто одлучна да се спротистави во периодот што следи на корупцијата и криминалот. Но историјата како да се повторува. Закони и случаи има, ама ретко допираат до оние на врвот. Антикорупционерите бараат побрза и поефикасна работа на обвинителствата, судовите и државните институции, иако предметите кои ги подкренале под сомнение дека во нив има незаконие, се од особен јавен интерес, сепак надлежните во понатамошната постапка не презеле никакви активности за постапките да финишираат. Проактивноста на антикорупционерите е нотирана и од Европската комисија во последниот извештај. Во него се оценува и дека земјава продолжува да ги консолидира постигнувањата во истрагите, обвиненијата и судските процеси за корупцијски предмети, па и на високо ниво. Но, констатира комисијата, корупцијата е распространета во многу области и останува проблем за загриженост.